Благодарам. Почитувани представници на академската и стручната јавност, почитувани гости, дозволете ми најнапред да ви се заблагодарам за присуството и да изразам задоволство што денес отвараме конференција посветена на тема која е од суштинско значење за безбедносниот систем, а се однесува на психофизичката подготвеност на припадниците на нашите институции. Често зборуваме за опрема, за законски решенија, за оперативни капацитети, но на крајот на денот системот го носат луѓе. И ако тие луѓе не се подготвени, ниту една стратегија, ниту една реформа нема да даде целосен резултат. Полицајецот денес не работи во едноставни услови. Тој реагира во ситуации кои се динамични, непредвидливи и често стресни, од интервенции при нарушување на јавен ред и мир до обезбедување на настани со висок ризик или постапување во сообраќајни незгоди со сериозни последици. Во такви моменти одлуките се носат брзо, под притисок, и тие одлуки имаат директно влијание врз безбедноста на граѓаните. Затоа, психофизичката подготвеност не е дополнителна вредност, туку е основа на професионалност. Таа значи способност да се остане прибран под стрес, да се реагира рационално, да се издржи физичкиот напор и да се зачува интегритетот во секоја ситуација. Како Министерство, свесни сме дека ова не се постигнува со адхок решение. Потребен е системски пристап од селекција, преку обука, до континуирана поддршка во текот на кариерата. Во овој контекст, сакам да нагласам дека еден исклучително важен чекор кој што го правиме по повеќе од 20 години е тоа што го враќаме средното полициско училиште, кое треба да биде темел каде младите уште од рана фаза ќе развиваат дисциплина, физичка подготвеност, психолошка стабилност и чувство за службата. Тоа значи дека идните генерации полицајци нема да ја градат својата подготвеност само кога ќе влезат во системот, туку многу порано, што е суштинска разлика и долгорочна инвестиција во квалитетот на безбедноста. Искрено се надевам дека оваа година ќе стартуваме со средното полициско училиште. Навистина, многу напор вложивме и за да се смени законот, и за да се подготвиме, и за да се превземат сите оние потребни предуслови за да дојдеме до ставање во функција на истото. Мислам дека ќе биде многу круцијален чекор во рамки на професионализација и усовршување на кадрите преку полициското училиште кои што се нужни за Министерството за внатрешни работи, а тука секако дека научната фела, сите вие и како може да дадете и конкретен допринос во рамки на едукацијата на полициските службеници во средното полициско училиште. И би сакал една јавна покана да дадам до сите експерти од фелата, до сите оние кои што може да допринесат во иднина секој со своји предлози, со конкретен ангажман и така натаму, да го вратиме она средно полициско училиште кое што согласно емпиријава која имам последниве 2 години, буквално ги дало најдобрите кадри кои Министерството за внатрешни работи ги имало во рамки на своите редови. Воедно, сакам да нагласам дека ваквите конференции се исклучително важни, затоа што ни помагаат да ги поврземе науката и практиката. Нашата обврска како институции е тие сознанија да ги преточиме во конкретни политики, подобри тренажни програми, системска психолошка поддршка и грижа за благосостојбата на секој припадник на полицијата. Почитувани, безбедноста не е апстрактен поим. Таа зависи од луѓето кои секојдневно стојат на терен, често во сложени и ризични услови. Затоа инвестирањето во нивната психофизичка подготвеност и инвестирање во сигурноста на сите граѓани. Ви посакувам успешна и продуктивна работа. Убеден сум дека денешната конференција ќе даде вредни насоки за понатамошен развој. Ви благодарам.